Кочени и пробиштип дишат отров. Воздухот во овие две општини е со загадување кое е за 50% поголемо од дозволеното, покажуваат мерните апарати. Според последните мерења, утринава во 9 часот Кочени беше со најголемо загадување во државата, со измерени 77 микрограми на метар кубен PM10 честички. Веднаш зад него е пробиштип со измерени 72,40 микрограми на метар кубен. Измерените вредности се за 27, односно 22 милиграми поголеми од дозволените 50 на метар кубен. PM10 честичките во воздухот се сметаат за едни од најопасните по здравјето на луѓето, а во услови на нивно покачување, најмногу на ризик се органите за дишење. Воздухот прво што влева преку носот. И нашиот одбранбен систем делува и еден дел од загадувањето и од бактериите во носот се прочистува. На жалост, има голем процент од граѓаните, од популацијата, дали ќе е детска или возраст, дишењето е преку уста, каде не настанува во прочистување и тогаш процентот на загадувањето на долните респираторни патишта е многу поголем. Дали и како овдешните жители може да го заштитат своето и здравјето на своите деца од лошиот воздух што го дишат? Се продават маски за заштита, се стават нормално на лицето, на носот и вршат одреден степен на прочистување или заштита на самиот организам. Во моментите кои е зголемен процентот на тие честици кои предизвикуваат вакви лоши промени, е да се штеде и да се седе дома. Состојбата во Кочени и Пробиштип со воздухот не е добра, но малку е веројатно дека овие две општини се единствените во регионот каде загадувањето е присутно. Останатите градови од истокот едноставно немаат со што да мерат. Ова значи дека тие не знаат што дишат, па на нив не им останува ништо друго освен превентивно, да ги пременуваат препораките на лекарите.